Министерот за здравство Фатмир Меджити не сака да ги коментира наводите дека на клиниката за онкологија доаѓале да се лекуваат пациенти од Косово. Вели дека дури и да има такви информации, нема да ги сподели со јавноста во интерес на истрагата. Очекува истрагата за клиниката за онкологија да заврши во најкраток можен рок и се надева дека пациентите само на тој начин ќе ја вратат довербата кон лекарите и кон здравствените институции. Се што обвинителството ќе донесе одлука на крај, тоа ќе биде јавно за сите, но тоа што ние правиме, сме во комуникација секојдневна и пациентите што се обратиле до Министерство за здравство и до мене лично, ние сме и кажале точна адреса да одат во обвинителство и обвинителството мислам најтранспарентно досега, никогаш немам ваков друг пример, работи многу отворено со пациенти, со фамилии на пациенти, со сите што има точна информација, аргументирани. Кога ќе има конечна одлука, транспарентно очекуваме тоа што ја ги орабрувам, очекувам што побрзо, ова неизвестност да се стави крај. На клиниката за онкологија дониран е акцелератор пред 7 години кој се уште не е ставен во функција. Истиот ќе биде ставен во употреба откако ќе биде сервисиран поради долгиот временски период на, како што рече министерот, фаќање прашина. Да имаш еден нов акцелератор со таква финансиска сума и да стои под прашина 7 години, да не се стаи употреба, навистина не би можел да ви кажам зошто е тоа така направено, но тоа што ние правиме, ги направивме сите анализи, седел 7 години и за да се стави во функција, нормално е треба од таа компанија што има лиценца за тој апарат да се сервисира и тоа сервисирање ние веќе од 3 месеци знаеме дека опфаќа многу голема сума финансиска. Министерот Меджити рече дека се прави попис за сите апарати кои се донирани, а не се користат во здравството.